Мој денешен гостин во студиото е магистар Бојан Максимов, докторант по инженерство за заштита на животна средина. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата и укажаната можност да бидам дел од вашата емисија. И претходно споменавме дека Македонија е земја со голем сончев потенцијал, со оглед на тоа дека изворот е, односно сонцето е најголем извор на обновлива енергија. Овој потенцијал треба сериозно да се искористи. Па еве на самиот почеток би сакала да ве прашам, дали доволно е искористен овој потенцијал во Македонија? Со оглед на тоа, како што веќе напоменавте, дека сонцето всушност представува чист обновлив извор на енергија, кој што е неисцрплив извор и неговото искористување е безвременско. Само мораме да напоменеме тука дека неговите количини на енергија всушност имаат одредено ограничување по единица време. Така. Со оглед на тоа дека Македонија спаја како земја која има висок потенцијал за сончево искористување и како има простор за искористување на сонцето во рамки на нашата држава. Покрај другите придобивки за кои што говориме денеска, со искористување на сонцето како обновлив извор на енергија се зачувува и животната средина, што е многу значено и треба да се истакне, но воедно се зголемуваат и одржливите енергетски системи и се создава она што е најважно, енергетска независност. Меѓутоа, кои се придобивките од користењето на обновливите извори на енергија во случајот сонцето, односно сончевата енергија? Па сонцето како извор обновлив за енергија во форма на светлина и топлина, преку помош на одредени системи за конверзија, ние добиваме топлинска и електрична енергија, така да самото тоа ни кажува дека добивањето на енергетски ресурси од обновлив извор е одлично за нашата држава. Така. Сега можеме да потврдиме дека сончевата енергија е најзастапена од сите енергетски ресурси и сонцето всушност директно или индиректно е извор на речиси целата енергија на земјата. А земјата, нашата земја Македонија, се одликува со голем број сончеви денови во годината и од тука и можноста за искористување на оваа енергија. Можеме ли да истакнеме кои делови од Македонија се со најголем сончев потенцијал? Мислам дека поголемиот дел. Гледајќи го средниот интензитет на сончево зрачење на годишно ниво и окарактеризувањето на нашата Македонија дека е земја со голем сончев потенцијал, при тоа да напоменеме дека околу 280 денови во годината се сончеви, даваат за право да кажеме дека целата територија е сончева и има простор за искористување на сонцето, но би ги издвоил Овчеполието и Пелагонискиот крај. Така. И сега кога говориме за сонцето и другите обновливи извори на енергија покрај сонцето, и ветерот ни е еден од адутите како дел од обновливите извори на енергија кои што ги имаме како можност, нели? Апсолутно, веќе имаме и воспоставено такви системи на ветерници кои што функционираат. Така. Едно од нив е и во Овчеполието. Сега споменавте дека сончевата енергија ја примаме во форма на светлина и топлина, а по конверзија во различни сончеви системи може да се искористи за добивање на топлинска и на електрична енергија. Тие всушност представуваат корисни форми на енергија, а електричната енергија представува најкористен облик на енергија за човештвото денес. Сега би сакала малку подетално да ни објасните што значи директно искористување на сончевата енергија и како се спроведува сето тоа. Па како што веќе напоменавме дека енергијата од сонцето доаѓа во облик на светлина и топлина, која што преку конверзија во одредени системи, како што се соларните панели или колекторите, овозможуваат да се добие топлинска енергија. Таа се добива преку загревање најчесто на водата. Тука треба да се напомене дека електричната енергија ја добиваме врз основ на искористување на методот на концентрација на сончевиот зрак, кој што всушност преку огледални полиња зраците се насочуваат до една точка каде што се постигнува висока температура, која што ја затоплува течноста, односно водата, и се претвара во електрична енергија. И тука исто така спаѓаат соларните келии, кои што директно ја претвараат во електрична енергија.
Така. Сега поради неограничените количини на енергија од сончевото зрачење и се поизразените енергетски потреби на човекот, односот кон сончевата енергија денес е многу пософистициран во споредба со минатото, што значи имаме многу поголеми можности за искористување на сончевата енергија. Меѓутоа, она што е многу значајно, треба да направиме, тоа што треба да го направиме во искористување на сончевата енергија е да најдеме начини да се задоволат потребите на сите. Овде ќе бројам индивидуални објекти, објекти на институции, меѓутоа ќе го споминам и земјоделството и многу други можности каде што може да се има одлични придобивки од сончевата енергија. Така е, широка распространетост може да има употребата на сонцето како извор на енергија. Тука, како што напоменавте, можат да се искористат и државните објекти, институционалните згради, кои преку личен пример, кои што можат да воспостават системи за искористување на оваа енергија, како што е познато дека и земјоделието е едно од нив каде што може да се постават оранжерии на кои што ќе има воспоставено соларни системи, кои ќе бидат од помош на производството, а нема да наштетат со тоа што ќе се зголеме производството. И сега, водејќи се од реалната потреба на денешницата за зачувување на животната средина преку користење на изворите на енергија кои не предизвикуваат негативни влијанија во животната средина со нивната експлоатација, можеме да кажеме дека сончевата енергија представува чист извор на енергија. Меѓутоа, оно што е потребно, стратегија за искористување на обновливите извори на енергија и да имаме институционално спроведување на ваквата стратегија. Да имаме што е можно повеќе самоодржливи објекти, зелени фасади, што значи енергетска ефикасност и здрава животна средина. И сега, ако кажав јас поголем дел од тоа, ви одговорете ми докаде сме на овој пат? Па вака сега, знаејќи дека заштитата на животната средина представува збир на постапки и превземени мерки кои што овозможуваат нејзино заштитување, а воедно и овозможуваат услови за нејзина обновливост. Така да треба да напоменеме тука дека ние како држава се стремиме да бидеме полноправна членка на Европската Унија, каде што животната средина е еден од основните постулати. Доколку го продолжиме да го согласуваме нашето законодавство со тоа на Европската Унија, неспорно е дека ќе дојде денот кога ќе имаме апсолутно еднакви можности за искористување на сонцето и упростување на моменталните административни лавиринти кои што се соочуваат инвеститорите и па и институциите. Токму и го отворивте моето следно прашање. Кои се позитивните страни, меѓутоа кои се и негативните страни во борбата за максимално искористување на обновливите извори на енергија, посебно на сончевата енергија, со кои што се соочуваме во земјава? Што ни недостасува и каде треба повеќе да работиме, за да ги подобриме состојбите и условите? Со оглед на тоа дека Македонија како држава основната потреба е исполнува, тоа е сонцето. Така. Значи, нас сонцето не ни е проблем. Единствен проблем во кој што, доколку можеме да кажеме, нели, проблем, кој би го на некој начин поедноставиле административната лавиринска замка, која што инвеститорите се соочуваат со неа додека да го постигнат крајниот ефект и додека да почнат да функционираат нивните соларни проекти. И сега, кога воведуваме нови начини на функционирање, вградување на проекти и можности во нашава држава, па и при користењето на обновливите извори на енергија, многу често знаеме да користиме примери од други развиени земји каде што тоа одлично функционира. Можеме ли да дадеме пример на некоја земја каде што искористувањето на обновливите извори на енергија одлично се вградени во системот и функционираат? Па може би да ги превземеме и ние. Тука не мора да издвојуваме одредени земји, бидејќи било која развиена европска земја го искористува сонцето како потенцијал за извор на енергија. Тука можеме да видиме од секоја земја која што има поголем број на сончеви денови, дека имаат искористеност, без разлика дали е тоа Италија или некоја друга земја. И
И сега морам да ве прашам, вие како млад докторант по инженерство за заштита на животната средина, имате доволно работно искуство, колку успевате целото свое знаење директно да го вградите во рамките на вашето работење и функционирање, на тој начин да допринесете во развојот на нашата земја и можноста и за искористување на изворите на енергија, но и заштита на животната средина. Што е, повторно ќе кажам, позитивно или можеби на какви пречки наидувате, каде сакате да се фокусирате за да може тие работи да одат непречено? Во овој момент, како млад човек кој што е во завршна фаза од своите докторски студии, можам да кажам дека своето знаење го насочувам во делот на мапирањето на соодветни подрачја за имплементација на овој тип на проекти, како соларни панели, поставување или соларни паркови попознато, така да во тој дел, истражувајќи и извршувајќи анализи на подрачја, преку далечинска детекција, која што може да ни биде показател на повеќе параметри. И сега, ако упатиме порака, најверојатно нашата порака ќе треба да биде насочена кон институциите, државните институции кои што се водечки фактор за отворање на можности за спроведување на зелените агенди, и институциите и локалните самоуправи. Која ќе биде вашата порака? Мојата порака би била многу едноставна во овој дел. Само заеднички да се здружат и да изнайдат решенија на проблемите со кои се секојдневно соочуваат, бидејќи и локалните самоуправи се соочуваат со овие проблеми кои што треба, да кажам, централната власт да изнајде соодветни решенија кои што во иднина ќе функционираат безпрекорно. И сега во време кога многу млади ни заминуваат од државата барајки по соодветни услови за живот, функционирање и екзистенција, вие како млад човек задоволен сте од животот во Македонија? Сте размислували ли некогаш своето знаење да го извезете надвор од Македонија или сакате сепак да останете овде? По природа сум вечен оптимист, така да секогаш се трудам да дадам максимум и да дадам шанса да успеам во својата држава. Се надевам дека тоа еден ден ќе ми се оствари. Ви благодарам многу за гостувањето и се надевам дека сето тоа што го имате како знаење и можности ќе го вградите во рамките на функционирањето на нашиот систем и како држава ќе го постигнеме максимумот кој што е потребен за овозможување на одлични услови за живот на граѓаните на Македонија. Благодарам, ми беше задоволство.